Почитувани сограѓани, човек не мора да гледа телевизија и да прати редовно политика, за да свати дека се наближуваат избори. Зарибаните машини конечно повторно, после кој знае колку време, повторно се на улиците на Гевгелија, се изведуваат мали, ситни проектчиња, кои треба да го нашминкаат градот и општината непосредно пред изборите и да прикажат дека демек еве локалната власт нешто работи и се грижи за градот и за општината. Но ние гевгеличаните имаме добра меморија. Ние многу добро се сеќаваме што се ветуваше ДПМН во сите досегашни изборни кампањи и знаеме дека речиси ништо од она што беше ветено не е реализирано. Градоначалникот Франгов во предизборните кампањи во 2009 и во 2013 година ветуваше големи и значајни инфраструктурни проекти кои доколку беа реализирани ќе требаше да осигураат економски развој на општината Гевгелија. Имено, Франгов ветуваше изградба на брана на Конска река, ветуваше развој на двете индустријски зони кај село Прдејци со илјадници нови работни места. Тој ветуваше изградба на градскиот плоштад и што ли уште не. Денес, после 7 години, ниту еден од овие значајни проекти не е реализиран. Одбраната Конско абер нема. Индустријските зони зјаат празни и се обраснати со трева. За градскиот плоштад веќе не се не зборува. А канализацијата во селата не е решена од некои чудни и необјасними причини. Можеме да констатираме дека во недостаток на вистински проекти, градоначалникот Франгов го завршува својот втор мандат со мини проектчиња кои треба да го нашминкаат градот и општината и колку толку да прикажат дека еве локалната власт нешто работи. Од една страна добро е тоа што после цели 7 години во градоначалничката фотелија Франгов се одважи и ги извади машините на улица. Сега ќе изгради некоја уличка, ќе направи еден кружен тек и со тоа се надава дека колку толку ќе го обели образот. Но од друга страна мораме да поставиме неколку прашања. Како прво, зошто се чекаше толку многу време? Зошто секоја се гради само пред избори? Дали ова се вистински проекти или се мали ситни проектчиња кои не ни заслужуваат да бидат споменати? Како трето, каде се потрошија парите од минатите 7 буџети, односно околу 14 милиони евра? И последно, но не најмалку важно, зошто локалната власт се занимава само со шминкерски и површни работи, а не се занимава со суштинските проблеми на општината? Му порачуваме на ДПМН дека на народот му е преку глава од празни ветувања и од голата пропаганда. Никој веќе не паѓа на вашите ефтини малски финти. Почитувани сограѓани, и се гледа крајот на оваа фушерајска, неодговорна и недомаќинска власт. 11 декември е блиску и народот ќе добие власт чиј приоритет ќе бидат суштинските проблеми на граѓаните и која ќе изнаоѓа квалитетни и издржани решенија. Ви благодарам.